Почитувани, добар ден, еве сме и во емисијата Очи во очи на телевизија 24, сега со конкретна тема, фокусирани, насочени на судењето на судското рочиште за случајот во Кочани и очекувањата од него. И само ден по првото судско рочиште, дотолку повеќе е оваа тема, би рекол, и дури неопходна. На неколку локации во државата се спроведува приведувања на сегашни, на поранешни вработени во Управата за јавни приходи, државниот пазарен инспекторат, а поврзани токму со трагедијата во Кочани. Меѓутоа, ете, ако се има предвид дека 8 месеци од трагедијата поминаа, а само првиот ден, уште првиот ден по трагедијата, републичкиот обвинител Коцевски изјави дека се приведени тие што треба, не може никој да избега, а истрагата ќе биде брза, па се поставува прашањето како сега ден по почетокот на рочиштето се вршат дополнително приведувања, 8 месеци по трагедијата, а токму Коцевски пак сега објаснува дека по однос на овие приведувања, ова би било случај кој би се водел одвоено од првооформениот предмет, затоа што не бил поврзан со штетната последица. Значи, не бил директно поврзан со пожарот или, со други зборови, ако добро разбирам, всушност не ја предизвикал директно штетната последица, односно пожарот. И во таа смисла приведените се товарат за корупција, злоупотреби и фалсификати. Јасно, значи, не се, или изгледа дека нема се товарат за причинување на пожар. Меѓутоа, интересно е што станува збор за токму очигледно, како што вели Коцевски, значи тој првооформен предмет кој се води одвоено, како и предистрага, што вели Коцевски, дека јавноста беше запознаена дека се водеше предистражна постапка, а всушност пак не запозна нас како јавност за тоа дека се води предистражна постапка, токму пред неполни 2 месеци, некаде 27-8 септември, ако не се лажам, токму кога од свиркачи беше, односно беа откриени нови докази за пожарот во Кочани, каде што беа обелоденети пораки меѓу инспектори токму од Државниот пазарен инспекторат, од полицијата и од Управата за јавни приходи. И велам беа доставени од свиркача пораките, посочуваа на сомнежи за токму еве ова што стои како основа за овој предмет, а тоа е таа корупција, злоупотреба и фалсификати, односно, значи, тогаш сомнеж за подмитување на подароци, дојави во дискотеката, дојави, односно најави, пред инспекцијска контрола, посочување дека полициски инспектори наводно биле гости во објектот и така натаму. И сега, значи, по однос на денешната акција, Коцевски не подсетува дека ние како јавност сме биле запознаени дека се водела предистражна постапка за лица кои биле вработени во УЈП и, како што спомнав, значи, а поврзани на некој начин, вели Коцевски, со тоа што сега во текот на минатиот ден, значи вчера и денеска, се преземаат одредени дејствија. Па денеска се приведени 10 лица, и Коцевски понатаму вели дел од тие комуникации кои беа презентирани во јавноста се опфатени, дел од нив е и
поврзан со изјавата од страна на обвинителството, но и од моја страна дека дел од тие електронски пораки се дадени во судот. Но тоа беше само дел за тој предмет, тоа се поврзани и со овие лица. Така што сега, значи за Пулс се води уште една истрага во која, освен овие сега УЈП и Државен пазарен инспекторат, како одвоен од првооформениот предмет, за пожарот се води уште една истрага во која пак се опфатени и полицајците. И за нив пак се очекува во декември да биде покренато обвинение. Ете, сега некако се склопени, или барем ние да се обидеме да ја склопиме, затоа што го имаме, значи, почетокот на судското рочиште, па денеска имаме ново, еве, Коцевски не известува дека не запознал и дека тоа одвоено ќе било, затоа што не е поврзано со директната штетна последица. И јас исто така ви информирам дека, да ве запознаам и јас, дека, значи, се води уште една истрага за полицајците. Па сето тоа, кога и за нив обвинението во декември, како што се најавува, ќе биде покренато, сето тоа треба да се склопи и очигледно одделно да се процесуира, па кога ќе заврши, како што не гарантира ни судиката ни за ова рочиште, кој е примарно по однос на штетната последица, правно кажано, колку ќе трае, да видиме тогаш колку сето тоа ќе трае и што ќе донесе. Ете, ова е, значи, темата, токму околу ова, дали од една страна се стеснува кругот и токму ова што се одделни предметите ќе овозможи и поефикасно нивно процесуирање, или може би постои тука, не знам, одредена спрега во смисла дали може би има и аспекти некои од трагедијата кои што потенцијално може би оделе во насока да бидат поприкриени или не толку транспарентни, недоволно истражени, релативно неекспонирани, ајде најблаго кажано, или навистина сето ова оди и ќе оди транспарентно, детално, расчленето, посебно кој е за директна последица одговорен, кој е за посредна, кој е за нешто трето, а сето тоа потоа собрано и обединето во она што накрај би требало да биде како пресуда на во која ќе биде содржана правдата, објективната, односно истовремено примената на правото и правдата. Ете, ова би било 6091 924 925, доколку го имаме првиот учесник. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Па што да кажеш околу оваа истрага, како се проширува нови овакви работи околу истрагата, нови предмети, нови начини таму што се правеле корупција и мита. Така ќе се тегне работа се повеќе. Мислам дека може и тоа е намерно така направено. И за секој ова треба да се пролонгира после судењето, у смисол тој материјал што ќе се појави како нов таму за усуството, ќе мора да го земат и адвокатите и обвинителите, сите да се анализира, да се проверува, па чуда, тоа изискува време. А и луѓе. Така да ова нема да се реши така лесно како што многу луѓе мислат. Туго даде една изјава пред завчера ли беше еден од родителите таму. Кажа, имаме голема скепса кон правосудството и сомнеш дека ќе се обтегне работава. Човекот е милион на 100 право. Го поддржавам тотално. Со ова судство ние нема да стасаме многу далеку. Но сега ние више не сме ни за близко да стасаме не падалеку. Толку сме укашкани у лоши места, у некои прљавштина, некоја јама, не знам како да кажам, многу раскашалена.
Така да овие работи не водат конарно. Имам некои информации така чуено дека игра, јавниот обвинител и некои веќе од оваа номенклатура на власт. Ама многу е тоа дугачок муабета, време немам да го елаборирам. Поздрав. Благодарам ве, поздравувам и јас, ајде во друга прилика секако. Повелете добар ден кој не следен. Добар ден, Повелете добар ден. благодарам. Ништо не е дугачко, се е јасно како бел ден. Јас не познавам држава со толку противречности на власта кон законите на институциите. Институциите законите ги толкуваат поинаку, а власта сосема поинаку. И уште нашиот премиер си дозволи да каже дека никаде во светот односно правосудството не противречало на председателот. А пример ни Америка, како не противречи? Со кое право он тоа го кажува? Премиер на држава никаде во светот. А он е прв до Трамп и уште не слушнал правосудството како реагира против Трамп. Ама во Македонија не сме правосудството да биде негативно настроено против премиерот. Зошто многу пари давал премиерот на судиите? Многу плата, тие зимале повеќе од него. Како он може да зима помалку 400 евра? А они повеќе. И изгора на тоа повеќе него судиите во Германија. Ама се јави германката, вечер ќе има на 360. Кажа дека не е точно, дека Мицкоски лаже. Дека судиите во Германија зимаат повеќе плата од судиите во Македонија. Како не му е срам да лаже? И сега ново апсење имаме. Па кај беше управа за приходи да го затвори тоа пред месеци, пред години? Не биле виновни они директни. Па не директни, ама индиректни. Ако управа за приходи тоа го запечатеше, да не работеше, немаше да има пожар. Него вие убаво кажавте. Треба да се направат фалсификувани документи. Исто како за во општината Кочани како работеле. Градоначалникот не бил виновен, па тој не бега тука е. Зошто веднаш утрото да влезе инспекција? Која можеше после 3 дена да влезе? Или после 1 месец да го приведат? Па да има простор се да се избрише. Да се направи како што сака премиерот. Од ова денеска што го слушаме од премиерот и некња на Телма кога беше, значи премиерот е скроз 360 степени преврт. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден кој не следен, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете, вие сте. Добар ден, Исо. Се слушаме, повелете, вие сте, да. Јас сум, така? Да, еве, се слушаме, повелете. Па фала, само малце ќе се надоврзам на женава што се јави пред мене. Кажете, да. Се што кажа, се е точно. Значи, ништо не промаши. И не знам зошто, изјавата преска е само една реченица. На Мицковски дека судиите земале по 2000 евра плата. Ма добро, Па дури колку 380.000, да, значи 3 би дошло. Така, Добро. така, 2000 доаѓа. 3 доаѓа ако се 180.000, како што мислам дека кажа, да. Чекај сега. Антонио Милошовски колку зема? Антонио Милошовски колку зема? 300.000 денари плата. Ба, премиерот кажа, еве, транспарентно ќе кажал за неговата 155.000 дека била, а тие 180. То се приказни за мали деца, Исо. Лажги со опашки. Само со толку тој ќе шета држава нагоре надолу. Не ми се верува, Исо. Искрено да ти кажам. За истрагата сега. Значи, Љупчо Бапазов, градоначалникот последните 4 години што бил во Кочани, тој прв требаше да оди во затвор. Тој се знаел што се случува последните 4 години, бидејќи бил градоначалник. А Кочани, како што кажа, дека немало повеќе од 35.000 жители. Секој со некого е роднина или пријател и се знае. Од еден до друг. Седнал сега на обвинител. Тој треба да прв тој да оди во затвор, да не чека. Него го зеда мате во притвор, па за велики четврток го пушти Мицковски. Пошто неговата изјава беше многу добар човек и мој многу добар пријател. Што е сега работела со Кочани пријателите, ќе ги спасуваме. Срам не виден. Срам да му е на Мицковски. Нека си тргни од себе, јас од себе тргнувам. Не дај Боже да ме снајди нешто и не само мене, никого. Ваква трагедија. Поздрави до вас, благодарам. Иако еве ова поднос на платите, се прашувам дали воопшто треба да се доведува во релација во оваа смисла. Имено, ниту власта се едно, премиерот, министрите,
владеачкото мнозинство, коалиција, кои да се вклучително опозицијата, пратениците, законодавната, извршната, ниту судиите не работат или барем не директно по учинок. Платата не е директно поврзана според тоа колку ќе се направи, по норма. Јасно, има оние ставки нешто, прекувремено, недела и слично, гледате, некој има еден куп олеснување и придобивки, патни трошоци, па сето тоа нормално не пропуштаат да го искористат дополнително на јонака високите плати, особено во однос на останатите. Меѓутоа не е директно поврзано како учинок. Туку е определено со закон, односно систематизација за тоа работно место и официализирано со договор за вработување, во кој и оној кој го ангажира работникот, sejedno дали е тоа државата или министерство одредено или во функција на правосудството, и работникот, sejedno дали е судија или премиер, го потпишуваат тој договор, во кој се обврзуваат да ги спроведуваат професионално сите обврски во делот на нивните работи, односно работни задачи. И таму не стои за таа плата, јас ќе работам толку или волку, или не знам, ќе работам повеќе или морам да сработам толку. Значи не е предвидена норма директно. За да потоа некој ако е незадоволен и каже 155.000 или слично, па сега ја за тие пари толку ќе работам. Или тој ако земал 180.000 малку работел. Тоа не е предмет всушност на дебата. Вие сте подпишале договор за тие пари дека ќе ја работите работата 40 часа неделно или колку веќе да е и што вие делот на вашите обврски да го завршите. И нема што потоа да се меша со тоа, да се меша тоа со ефикасноста на работата. Па за тие пари јас не работам. Па ти го прифати тоа, го подпиша договорот за тие пари, барај тогаш покачување. Докторите исто. Ајде тогаш кога одиме по таа аналогија. Добро, судиите 180.000, премиерот 155.000, а докторите колку имаат? И тоа колку работат? Не знам, операции, дежурства, да, тие придобивки, она што велам, како што пратениците, патни трошоци и куп други работи имаат, и докторите имаат дополнително нешто дежурства и слично им се плаќа. Но одговорноста, обемот на работата не е директно поврзана со нивната плата. Па да кажат, само 60.000 имам, а види колку оперирам по цел ден. Или што се гледам, не е битно. И што морам да гледам. Па ќе намалам сега, нема да работам или ќе забошотувам на работа, затоа што за овие пари не им работам. Па си подпишал договор за тие пари да бидеш таму на располагање колку треба работно време и ако затреба како доктор да одговориш во било кој друго време. Ако треба дополнително јасно ќе ти се пресметаат некои часови. Но не можеш ти да протестираш како сосила некој да те ставил. Па јас имам само толку плата, па колку ќе работам. Освен тоа, особено кога станува збор за политичарите, за власта и така натаму, тие се пропорачуваат, не спомнуваат плата, тие се нудат гласајте, не гласајте, не, ние ќе оправиме работата, а не прифаќаме за таа плата. Или за да се жалиме утре колкава ни е платата. Исто како и судиите, кои како што велиете, гледате и премиерот, не можеш со кран да ги тргнеш, но ете можеш да ги поставиш. Така да во таа смисла тоа е јасно и не би требало, би рекол, да всушност е дефокусирање. Кој колку плата има. Тоа е нешто друго што тие треба да го регулираат тогаш. Ако смета премиерот дека платата на премиерот треба да биде поголема од таа на судиите, затоа власта е во нивни раце и законодавна е, особено еве сега, гледате, велат имаме мнозинство, не планираат проширување, така да нема да се прават барем во овој период нови коалиции. Во таа смисла и законодавно, извршно се може да спроведат. Или sejedno ако сметаат дека им е превисока платата на судиите. Но тоа е една работа, а ова е друго дали некој си ја врши работата или не си ја врши, или ја злоупотребува. Тука треба да се стави акцентот. Не мене ми е платата, а нему му е плата толкава. Па дали ја заработил или не е. Смени ги тие работи тогаш, ако сметаш дека му има превисока платата. Но не е нормата доведена тука во прашање за да се одмерува колку сработел за таа плата.
Тоа е јасно, треба да работи за таа плата. А ти делата земи колку тој професионално ги работи или не работи, или дошол или не дошол. Па подеднакво за сите, колку пратениците доаѓаат на работа, колку седат таму, колку ги има, колку ги нема, претседатели на партии, а колку земаат. Па одби им, па санкционира им, па намали им, па тоа се веќе други работи. Односно направи да бидат ефикасни на својата работа, да ја извршуваат врз основа на она на што се обврзале. А таму не стои заплатата, јас ќе работам ова. Тој се обврзал максимално професионално да работи и ја прифатил таа плата. И нема што сега мала му била, голема му била. Во однос на сработеното. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Па добро кажавте, господин Исо, се сложувам со вас. Тоа што кажете за плати, бидејќи се сложил за таа плата да работи тоа што ќе работи и готово. Тука завршуваме. Тука. Мицковскиот ти кажам, господин Исо, се однесува некако платата, толку зимате плата за обвинителството, за судиите. Тука се меша во тие работи, мислам дека нема потреба. Друга е функцијата на извршната власт. Нека се меша, но реформи во правосудството е друго нешто. Тие за плата нека донесат закон, нека ми ја смалат платата. Ако се прават реформи, тоа е друга работа. Затоа велам, да. Сега се случува, ова плата си има, дали работат, не работат, тие знаат. Па тоа велам, да. И сега да кажам нешто за тема. Јас да ти кажам, размислувам вака вечерва, синоќа, вчера, размислувам за оваа ситуација. 2012 година отворена, речи Охочани, Колушницава, како ја викаат. Аха, добро, таа, дете, да. 2012 отворена. Сега, од 2012 да ги осудуваме сите луѓе што биле на функција или што биле градоначалници во Кошани, мислам дека не е добро. Треба да се осудат, по моје видување, може јас не сум правник, правото да зема големи работи. Значи, има од една година до 4 години пример за исто дело. Значи, можам ја да лежам една година, ти 4 години за исто дело. Така да во правото е многу симптоматична работа. Јас мислам дека треба да се заземе судството, обвинителството за тие што лично се виновни за тоа. Највеќе тука. Значи, организацијата во Кошани, значи организацијата, обезбедувањето, пуштањето, колку натре треба да собира, пример толку, а примиле толку, тие треба да одговорат. Благодарам и поздравувам, но како да се утврди, да се разграничи кој е поврзан директно со штетната последица, во случајот со пожарот, со трагедијата. Еве, токму поврзано со темата, со оваа акција, во која и за која токму Коцевски вели дека одвоено би се водело овој случај од прво оформениот предмет, токму затоа што не е директно поврзан. А всушност се товарат за корупција, злоупотреби и фалсификати. Сега како да се раздвои тоа? Фалсификати, злоупотреби и слично. Сервисер на авион ставил фалсификуван дел во авионот, вградил, да речеме, злоупотребил и позиција и така натаму, заради корупција, ете ги сите елементи, корупција, злоупотреба, фалсификати, и авионот си летал по тоа 10-12 години. После паднал. И сега, а не, тие немаат директна, не се поврзани директно со штетната последица. А се товарат за фалсификат, злоупотреби, корупција. Значи, не велам, само прашувам, а како да се утврди? А овие имаат сега директно се поврзани. А како се поврзани? Затоа што повторно прашањето е, а ако не бил вграден фалсификуваниот дел, тогаш туку оригиналниот, дали би паднал авионот 12 години подоцна? Односно, ако некој забранил, не може. Не може да лета овој авион. Туку овој вградил, а друга контрола верифицирала со фалсификат документ дека е исправен, дека е се безпрекорно. Значи, ако не се случило тоа, немала да работи. Нема да летал авионот. А чекај, ова не може да фалсификуваме. Овде дека е противпожарно се во ред и така натаму стои, а не е така. Не може да лета авионот. И нема ништо од тоа. Па не би биле ни виновни овие. Значи, воопшто никако не би биле поврзани со штетна последица, затоа што би ја немало. И сите би биле живи и здрави, да речеме.
Може да се гледа така, може да се гледа и обратно, да, и овие актуелните сега. Но затоа велам, а како да се направи таа граница, која е штетната последица или не е? Особено што ова денешново, вчерашно и денешно приведување е, како што кажав, корупција, злоупотреба на службена положба и фалсификат. Не е за, не знам, раководна некоја одговорност. Тоа и би разбрал, тоа е сега прашање дали политички слично. Бил директор и така натаму на таа институција, но нема директна поврзаност. Ако се товарат корупција, злоупотреби, фалсификати, а што е тогаш тоа? Вградување на погрешен дел, злоупотреба и фалсификување на документите дека е оригинален делот со кој се гарантира безбедно летање. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. А вака, јас ако колку се сеќавам, повеќе од пред месец и по, можда два, околу ова дискутирав и реков дека уште ќе се јават, значи, лица кои што се огрешиле према законот и учествувале на некој начин. Дали директно или индиректно, значи, дури сега дојдоа на ред да бидат апсени. Меѓутоа, каде се полицајците? Каде што има голем број од тие полицајци кои што не си ја вршеле својата контрола, не вршеле сето тоа надгледување, проверување и така натака. Па тие во првата половина од декември за нив ќе биде покренат дали обвинение тие се ќе најавува. бидат, дозволиме, дали тие ќе бидат, значи, санкционирани онака како што треба, или пак ќе ги зачувуваат на страна некој да, значи, да бидат, што се вика, привилегирани. Меѓутоа, за мене ќе кажам вака, Македонија, моја Македонија, какви лица те водат, какви службеници, дали во полиција, дали во јавно обвинителство, судство, дали во сите во влада, ама каде не, сегдека не водат лица кои што не се одбестуваат на тие работни места, значи не одговара за се што државата е унакажа, државата е вратија назад. Значи државата ни тоне, а тие само се кочоперат, измислуваат дека тие се пауни со најшарените крилја, најубавите птици. Ја мислам дека сепак, значи некој треба, што се вика, да чукне на звоното и што се вика со еден збор, сите до еден да бидат донесени пред словото на законот и да добијат заслужената казна. Дали, значи, беа виновни оние дечина кои што изгореа, дали не се винови оние што се со опекотини, тие ќе бидат некој од нив доживотно, значи, инвалиди. Благодарам, поздрав. Како ќе се третира полицајците, како обвинението ќе ги третира, зависи секако од тоа, токму од тоа дали ќе бидат поврзани со штетната последица, како и со ова денешно ново апсење. Но јасно е секако, сега станува јасно дека во секој случај, по се изгледа, сето тоа ќе биде одвоено од прво оформениот предмет кој почна вчера и тој ќе си оди, а ова сега денешни апсења, како што веќе го и потврди Коцевски, ќе си оди посебно, не е директно поврзано со штетната последица, а на почетокот во првата половина од декември најави и да се покрене обвинение за полицајците. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, се слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Она што го тврдев, ја се потврдува. Во секоја државна фирма нека чепнат, помалце да чепнат, криминал врие. Еве сега во Штип, реко тамо дека во управата за јавни приходи пукнала тиквата, така ли е? Испозатвориле ли што? Да, па ете тоа е за тоа дискутираме. Така. Зашто во фирмава моја никој не затворат 150 вработени по 3000 евра плата земат? Јас више у пензија отидам фирмата си работи, луѓево ќе појдам во 10 сатот, во 11 на вечер, не можам да ги истерам од канцеларија да си одат дома. Никој не им кажува работно време, сами си знаат, си работат, си одат, сидат. Тоа е работа, а не арамилук. И ќе ти најдат некои рачки да те спречуваат
да те гњава, Ја не можам да ги разберам. Управа за преходи во Скопје 80 милиони евра, најавија една пајажина градежна. Не знам колку фирми, X фирми беа, што направиле данок за поврат на ДДВ данок, а ништо нигде не работеле. Имало уостранство и тука, то го заташка. Се бухна само еднаш, провика еден месец напред, назад, оно, оп, и го заташка. Нема ништо. Зато викам ја во секоја фирма, нека чепнат да видат, нека секде има дубиози. Нека чепнат кај мене дали има такви работи. Него, јас кој ќе дадам на некој да помогнам за некој човек кој го наместиле, го надиле, гаранција верам. Така, истече времето. Благодарам. Ве поздравувам, повелете кој ни е следен. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете, се слушаме, да. Абе, човек, добро имам јасно што луѓето, поготово околу овие платите. И се, например, зошто би суделе, а да немат висока плата? Значи, за мала плата, толку. Иначе, за висока плата, повеќе, да не биле подложни на корупција. Така. А кога се парите достави, Исо? И на 3000 евра, кој ќе свикнеш долги години, например, 3000 евра плата, некој ти понуди 30.000, само да ја клееш во фиоката и да одлежи тоа обвинение во фиоката. Една година, не треба поќе. На другата година се јавил друг некој, па за други 30.000. Кога доста? Нема никој пат доста. Значи, платата е вариабилна работа. Да. Морална работа. Како велиш ти? Се заколнале на Хипократова обврска. Јасно. И сега како? Зошто дај, награди ми го морало малце, така за освежување, дај ми 300 евра за операцијата. Како излегва се тоа на крај? Ама не сваќа, луѓето такви се. Мицкоски зашто земал толку пари? Затоа што цела држава е на грбо негов. А овие другите не судат ако немале плата. Или овие сега 35 луѓе се обвинети. Меѓутоа тие 35 дувале во огно за да се случи ова трагедија. А тие пред тоа зеле пари, меѓутоа не се надевале дека ова ќе се запали. Не се надевале дека ќе се најде некој што ќе донеси фонтана и да ја запали таму, или дека некој малолетници ќе ги пушти таму. Ми бараш за одштала да направам дискотека, ево ти подпис. Ама ќе се запалела. Од кај знам јас дека ќе се запали? Па во тие затоа се одделва ова сето. Затоа ќе се оддели. И ќе си дојдат сите, затоа што и тие мир немат, сон немат овие 35 и уште други 35. Големи се казните и голем е морало. И нив ги печи ова. Парите ги потрошија, ама остана срамо. Ви благодарам, ве поздравувам. Па ете и вие токму, ајде да кажам така, исцртувате таа слика која ги отвора тие прашања каде е границата околу таа поврзаност со штетните последици, со штетната последица. Го користам тој термин, правно ете Коцевски го користи. Штетна последица, не е штетна трагедија, пожар изгореа, штетна последица, но добро, не е ова коментар на, можеби, ете таа правна терминологија. Но такве какве, не е битно тоа туку. Како да се направи таа граница? Вие спомнавте сега, учесникот, искористивте термин, употребивте, дувал во огнот. Значи, ајде сликовито, ако одиме така, кој создал услови? Услови за пожар. И во символична, и во вистинска смисла. Запаливост. И во символична, значи, злоупотребите, фалсификатите, коруптивноста и така натаму. Кои создале запаливи услови. И во символична, и на крај во вистинска смисла. Па понатаму продолжиле. Друга категорија. Ете го тоа верижното, исто од обвинението. Токму како што вели, да, комбинација на фактори кои накрај резултирале. Па да, комбинација на фактори кои создале услови за паливи, па понатаму друга алка карика која го предизвикала, па накрај која го разгорела.
Ете, најмалку 3 може да се. И сега, кој е поврзан со штетните последици? Одвоен или поврзан бил? Ајде како да се направи тоа. Затоа и кажав, мислам како да се направи таа поделба. Како може да, ако не биле создадени условите за запаливост, кој што да правел понатаму и да дувал, немало да гори. Не може да гори. Обратно исто, и ако имало услови, ако немало искра понатаму, повторно во символична смисла. Значи ја се затегнало тоа. Контрола и така натаму, на сите аспекти. И противпожарни, и што и да е, материјали, какви се, се едно, лиценци. Па се до крајното после веќе дувањето. Дал дува, дал не дува, ако претходно ова не е создадено, се едно, нема пожар. Дувајте по цел ден, ако немате искра, ако немате огон, ако немате запалив материјал, ништо нема да се запали. Колку сакате ќе се уморите од дување. Тоа е тоа, пак повторно велам, и во символична и во вистинска смисла. И како и да ги свртите тие најмалку 3 категории, тие се поврзани. Е тоа е сега таа верига, кариките кои ги спомнува Коцевски, кои резултирале. Но сега испаѓа кариките ќе се одделат како посебни. Нешто поврзано со штетни, друго не е поврзано. А како не е поврзан кибритот со дрвото, со печката, со тој што го пали огнот? Е сега овој не е поврзан, тој само имал кибрит, а не запалил. Овој запалил, ајде вие разделете ги кој е поврзано со штетната последица. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете. Се слушам? Да, поздрав до вас, повелете. Па јас се јавив сега, мада темата не знам али колку му што можам да немам слика. Да, добро слушаме, да. За темата за овие нови апсења, дека се проширува истрагата со акцијата нова на... Да. Тоа ме интересира мене, кој даде изјава дека нови апсења, дали министерот или обвинителот? Обвинителот соопшти, да. И затоа и кажав дека ова е одвоено од првооформениот предмет, затоа што не бил поврзан со штетната последица, а се товарат за корупција, злоупотреби и фалсификати. Да, повелете. А во првите случаи министерот даваше. Не знам зашто го нема Тошковски да дават изјави сега да излегуваат. Прочитав нешто бил опериран, се надевам дека е добро, му посакуваме. Но добро, има заменик, се едно. Соопштени од МВР, министерот не е единствен, јасно, повелете. Така ти кажа, ги нема тие силување што беа тие храбрости, што покажува таа сила, таа спремност за ќе застана на врагот на корупцијата, на митото, да завладее правото, правдата. И сега ако се знае кои се тие началници, од која криминална група спаѓаат. Значи, јас кажувам често пати, кој сака нека биде досам, слушате и не слушате, тоа е вистината. Во Македонија владеат 3 криминални групи политички, во политичките партии мешани се. ДПМН, во СДСМ и други еднакво. И се додека тие партии ги поддржаваат како овој со Преспе и другите, било која партија, тие криминалците што ги поддржаваат. И се додека нивните криминалци ги бранат, а другата партија ги напаѓаат, се до тогаш вака ќе бидат во Македонија. Се вака ќе се случуваат случки на последици по животот на граѓаните, на недолжни луѓе, а не на криминалците. И затоа и уште едно ги апелирам си овие. Така, благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни следен. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, се слушаме, повелете. Овие нови апсења го зголемува и со проценто на недоверба, а и на селективната истрага. Не ми е мене јасно како може да одговара лица пред 12 години, а отко се случи несреќата, после 8 месеци други. После 8 од овие други ќе се појава и други. Моје мислење е дека во една ваква ситуација, во една голема, мислам, несреќа и за мене е виновен, мислам, тој во тој момент што ја води државата Република Северна Македонија, например, како премиеров Мицкоски, што е премиер на Република Северна Македонија. По известно време, после 5-6 месеци,
или 5-6 години и децени, ќе речи во времето на владењето на премиерот Мицкоски во Кочани се случи една трагедија кај што живото го изгубија толку и толку луѓе, толку и толку останаја инвалиди и така натаму. А после ова, сега кога овие родителите ќе слушна за ова апсење, нивната болка ми се чини дека се уште повеќе ќе се зголеми и недовербата на органите ќе биде за истрага уште поголема. Благодарам. Благодарам и јас, поздрав. До вас, повелете. Добар ден. Ало, Да, повелете, се слушаме. поштување господин Да, Ито. исто така, возвраќам, повелете. Поздрав до вашата телевизија, до сите слушатели и гледачи. Сега Благодарам, вака. повелете, да. Еден апел до вашата телевизија, до Повелете. уредниците. Да. Да се соберите сите уредници од сите телевизии. Да побарате помош, дали во Страсбург, дали Обединетите нации, дали во Брисел, Мисел, Москва, Вашингтон. Да му кажете дека не е добра работата во Македонија. Криминални групи владеат во Македонија. За наредни генерации да уживаат бенефит, да се сменат, да дојде некој друг. Све дојка се овие три партии Македонија бел да нема да види. Зато викам апел, можете вие. Ние ќаве се избориме, никој не слуша. Зато вие вашите, ако имате доблест, ако не сте фатени под нозе од Но власта. добро, можеме и требаме сите јавноста, народот, а преку медиумите и други начини. На твоите коментар. Значи, ќе седните и уредниците и директорите. Ако треба и од Алфа, тој што е во Маровска телевизија, до Обединетите нации, до Страсбург, до Брисел, луѓе ќе кажете не бидува во ова наша Македонија. Криминални действија се случуваат. Дајте некако чаре, ако треба некој ќе ни, како се вика тоа во социјализмот, принуден управник. Не сакавте, што викам јас од Словенија 10 години, како се начинот, како се работи, зато од страна некој. Не ја бидела Македонија, све дојка со овие три партии, уште допрва, не 35, уште 135 во овие криминални 13 години колку беше работеше дискотеката. Допрва болка ќе им се ствара на тие родителите. Зато викам ово озбилно го мислам. За доброто на младата генерација да се соберите, ако имате доблест. Да, благодарам и поздравам, но независно. Ајде, пријатно. Исто така, како ви да е медиумот, во смисла дали има наклонетост, нема. Апсолутно е небитно. Медиумите на крајот од краиштата, да, се и тоа како битни и клучни, но не се некое здружение за, не знам, борба за, не знам, правичност и така натаму. Односно носителите на тоа, по оваа релација за која зборувате ви, ајде да не должам, е токму народот. Сето тоа што го има народот или мнозинството, ако зборуваме и за демократија, еве го насочуваме на разни начини, кога станува збор за медиумите и преку медиумите, еден од нив е и овој, и го преусмеруваме. Инаку, затоа велам, медиумите не се при тоа организација за ова и за она и така натаму. Тие може да реагираат, да испраќаат и слично одредени пораки и своји мислења, но пред се преку нив треба да се канализира тоа што народот го чувствува. А тука, велам, нема врска кој како медиум што си. Тоа исто како и програми, дали се телевизиски или радиски или кои да се музички програми, кој пушта народно, кој забавно, кој нешто ретро и така натаму. Тоа е негова работа, а вие бирате што сакате да слушате или гледате. Повелете, добар ден. Добро вечер. Да, добра вечер до вас, повелете, да, се слушаме. Сега вака исто од Повелете. Калана се јавува. Да, поздрав, повелете. Значи, Мицкоски треба поскито да направи реконструкција во полицијата. Ода и одвеле човека началникот на полицијата, значи 10 пати му беше јавувано дека тој ќе изврши убиство на черка му и тој татко и па и он се убил на докрај. Значи, поскито треба тој началникот на полицијата поскито да го разрешат и да го приведат. Значи, 10 пати му имаше јавено. Значи, и
Поскито треба тие човек да и да го уасат. Значи, реконструкција на полицијата направе, а овој што се јавува од Словенија да дошле да управат Македонија. Значи, тој има, значи, мозгот не му работи. Тие словенците, Добро, немојте така, а да се паа Југославија. Тоа е негово мислење, И да. краватите. Значи, тие такви проблеми ни направија. Значи, Србија е најсилна држава и најјака е стопански. Значи, ние увезуваме од Србија сирење, млеко, се. Разбирам, но зборуваме за истрагата, за трагедијата Кочанијете, не за За трагедијата. односите со Србија. Да. А още по-голема трагедија ќе биде со овие инвеститори што инвестираат за кај Континентал и кај Holiday Inn и кај Карфур, што Стечој Кимовски е на црната листа ставен. Па и онај Герасимовски тебе што му дава дозволи да прават згади. Още по-голема трагедија ќе биде. Скопје е трусом од Рачи. Да, благодарам, поздрав до вас, добар ден за следниот. Добра вечер, повелете. Веќе се стемнува. Само се надеваме и дека ќе ни раздени, односно и дека ќе го дочекаме тоа. Повелете, добар ден во секој смисла. А на крајот сме веќе добро, да. Сигурно се стемнува, а во светлината на утрешниот ден пак, значи разденето, ќе ни биде, ќе дискутираме и во емисијата во тек, па потоа ќе завршуваме и ова недела. Се надевам со добри вести, кои ете и поднос на ова истрага, односно судскиот процес, ќе дадат нова светлина токму и ова акција и сето на во што не уверуваат дека ќе ги даде и одговорите, но и одговорноста за ова трагедија. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.